Ке успее ли Македонија да ги испорача обврските од реформската агенда до крајот на јуни? На 2 месеца до истек на рокот. Власта и опозицијата со различни очекувања и меѓусебни обвинувања. Според СДСМ премиерот Мицкоски подготвува терен за неуспех со префрлање на вината кон нив, а Либи вела дека ќе му биде изборниот законник за кој нема консензус. За владеачката ВМРО ДПМН СДСМ се служи со манипулации и лаги, кои постојано биле демантирани од европските институции. Мицкоски пред граѓаните помпезно ветуваше дека наскоро од Брисел ќе стигне вест дека сме рамо до рамо со Црнагора. Уште пред да дојде јуни, од вчера веќе подготвува алиби зошто тоа нема да се случи. Затоа што нема да ги исполни обврските. Нема да ги внесе малцинствата во Уставот, нема да ги затвори 8-те клучни реформски точки. СДС се представуваат како проевропска опција, а се што ќе кажат постојано е демантирано од европски институции или од европратеници. Проевропска опција е етикета која СДС и Венко Филипче сами си ја налепуваат само за да даваат лажни оправдувања за сите национални предавства кои ги направија додека беа на власт. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски оценува дека времето е кратко за да се стигне до договор за големи прашања како изборниот законник. Смета дека воопшто нема ниту политичка волја од парламентарните партии. Мислам дека е многу мала веројатност изборниот законник да биде завршен и усогласен во рокот за реформската агенда. Не само заради политичката тензија и антагонизам, па и најавите на СДСМ дека ќе ја напушти работата на работната група на изборниот законник, туку и затоа што техничките работи досега не се решени, мала е веројатноста дека ќе се решат. Една изборна единица, изборен праг, дали ќе бидат отворени или затворени листи, така што и технички е тешко да се постигне усогласеност дури кога би имало политичка волја, а чувствувам недостаток на политичка волја односно антагонизам. Премиерот Мицкоски вчера изјави дека земјава не уназадува, туку бележи напредок во исполнување на обврските, а оценката на владата е дека од 10 задачи нема да бидат исполнети само 2. Една од нив е токму изборниот законник, за кој СДСМ одлучи да го бойкотира преку работната група во Министерството за правда, во знак на револт од укинувањето на техничката влада. Мицкоски рече дека консензусот е услов за изгласување на изборниот законник и затоа без СДСМ не може да биде донесен. Дали воопшто работната група ќе продолжи со состаноци? Најверојатно ќе биде познато на 11 мај, за кога министерот Филков закажа нова седница.